Човекот на мојот прозорец. Една вечер, моите родители заминаа на некоја вечера и јас останав сама дома. На секои 2 часа соседката ме проверуваше што правам, бидејќи моите родители не сакаа да останам сам. Многу им беше досадно, па одлучив да се гледам на камера со мојата другарка Ема. Разговаравме 2 часа, за се и се што. И баш кога помислив дека се забавуваме, догледав лик од некој човек на мојот прозорец. И објаснив на другарка ми Ема што видов, но таа не ми веруваше. Ликот исчезна и јас се смирив. По некое време, кога погледнав од прозорот, го видов ликот на истиот човек, но овој пат тој беше поблиску. Појдов до прозорот и испуштив ролетните и започнав да плачам. Ема ми рече дека ќе се јави во полиција и додека таа го држеше телефонот во рака, пребледе. Изгледаше како да видела дух. Ја прашав зошто така ме гледа и таа едва ми одговори. Погледни зад тебе. Јас се свртев и видов човек со нож во раката кој сака да ме убие. Во следниот момент јас лежев на креветот. Околу мене беа моите родители, Ема и полицаец со записник во рацете. Најмногу ме интересираше што Ема видела кога оној човек ме проводел од зад грб. Таа ми рече дека во моментот кога ме проводел, камерата се изгаснала. Веднаш дотрчала до мојата куќа и ме нашла онесвестена. Се уште никој не знае кој бил тој човек и што тој ден се случило. Оваа кратка приказна е преземена од Facebook страната Хорор приказни. За повеќе вакви видеа, заследете не, оставете лајк и некој коментар. Поздрав!